На времето кога Гецо идеше по риби, сите го правева не домакин, не токмо, не добар, нели? А сега сите млади навалиле на риби, а не знам што е работела. Снимай да се, мајко. Ако сака нека избега важно снимане. Сигурно, тоа е важно. Драги гледачи, тема на денешната емисија Телеспорт е спортскиот риболов. Велиме спортски, меѓутоа се уште мнозина не се начисто со тоа колку спортскиот риболов е сам за себе спорт. Кога носам дома риби, бабичката вика, кај си, ве, вика, сабара излезеш подног доваѓаш, а риби не носиш. Ева сопругот отиде да лови, а ние со ќерката се занимаваме тука, читаме. Бидејќи сме слободни во недела, нема што да правиме дома, но користиме времето додека е топло, додека не се заладило. Тој ќе лови риби, а ние ќе се одмараме на сонцето. Друже Гого, вие сте председател на Сојузот на спортските риболовни друштва. Што вие мислите за спортскиот риболов? Се мисли дека спортскиот риболов треба се занимава со спортски риболов, се занимаваат тие кои одат да уловат риба, да донесат дома да јадат и така натаму. Ние како организација, како активисти, и ние тука ако сме со Бели коси, се уште се занимаваме со спортски риболов, а и дури и постари од нас се занимаваат со спортски риболов. Мислам дека е токму тоа предноста. Така е. Сметаме да спортскиот риболов пред се треба да го оспособи работниот човек и граѓанинот, нашиот работен човек, да го оспособи за својата активност, за да го извршава своето на работно место, да биде способен за продукција, за производство. Тоа е таа цел. Петок, сабота, недела, другите денови дома, градинка, треба да се оди да се зима, деца од градинка, зејтини, ти реков, ми рече, што ти да знам, тие работи, сето тоа е многу и затоа петок, сабота и недела по риба и на шетња. Во многу спортови се знае дека се почнува со една одредена возраст и се завршува во една одредена возраст. Да речеме, едно пливање женско на 18-19 години е готово. Фудбал или кошарка 25-30 години и е готово. Меѓутоа, спортскиот риболов, што представува како една категорија за опфаќање на најширок круг на луѓе што сакаат да рекреираат? Јас сум пензионер, јас сум 70 години и сум пензионер и дома не се седи, со бабичката решивме да дојдеме во Дојран да се занимаваме со риболовство, бидејќи јас сум член на нашето риболовно друштво во Циментара од пред 3 месеци. И сега се занимаваме само со риболов со жената заедно. Дојдов овде со уште едниот син, он е ученик, иначе и он е страсен риболовец, така да го користиме овој неделниот викенд овде на Тиквеш за фаќање риби. Токму спортскиот риболов е таков кој ги зафаќа сите генерации, може се каже од пионери до подлабока, до луѓе во подлабока старост. Ограничување во години нема? Тука ограничување нема и ние сме задосни што во нашата организација и уопште со спортски риболов се бават голем број пионери и голем број пензионери. Но не треба се свати дека нашата организација е само составена од пензионери. Тие се многу мал број во организација. Најголем број со спортски риболов се занимаваат работни луѓе, активни работни луѓе, кои се уште во работен однос, кои работат. Кога за спортскиот риболов, кога ние го афирмираме и кога пропагираме да нашите луѓе треба да занимаваат спортски риболов, ние помагаме и една друга компонента во нашето општество, за која се залага и Сојузот комунистите, да нашиот човек биде здрав, способен. Дипломиран правник сум, работам во државната болница во Скопје и секојдневно, поради карактерот на работа, се стретнувам со болни,
со работниците, со разни други тешкоти кои што сигурно секој ги има во секојдневниот живот во самата работа. Едино едва и чекам да дојде сабота и да одам по риболов, а нарочето овој дел одека по Радика околу Бошков мост во Шпилје многу ми се беднисува затоа што е чист воздухот, мирно е, многу е мирно и често пати доаѓам и со жената и со децата. Така да добро се спроведувам и поред тоа и жена ми исто така наоѓа занимање одека што шета околу ова природа одека, собирајќи разни плодови кои што ги дава ова природа одека планината како што се Капин и друго. Така да можам да кажам дека едва и чекам сабота, слободна сабота да дојде да се прошетам. Како што знаете, ресторанот наш е од Банјеве, а се наоѓа во близината на Дебарското езеро и реката Радик. Скоро секој ден овде имаме гости, односно рибари, кои доаѓаат, едноставно се мора да им го пржиме рибите, па ќе си досадуваат мајсторе спреми, па јас мора да го спремам. Другар Јовановски, како се организирани спортските риболовци на Македонија? Да се има појасна представа што представува оваа организација во наша република, треба се осврне малку поназад да знаеме од кога е формирана оваа организација во републиката. Имено Сојузот со друштвата е формиран некаде 52 година со 7-8 друштва и некаде околу 2 до 3 хиляди спортски риболовци. Тоа е пред 18 години. Пред 18 години. Меѓутоа сега во овој момент имаме 23 спортски риболовни друштва со огромен број на ограноци, во поголемите градови има повеќе ограноци, со некаде регистрирани 5000 возрастни членови, некаде околу 7-800 пионера и околу толкова број и младинци. Што мислите, колка ви е бројот на оние риболовци кои воопшто не се организирани? Па при една вака наше сагледување во републиката може би да има повеќе од 10.000 нерегистрирани спортски риболовци кои се бават со овој спорт, меѓутоа не се уште регистрирани во нашите друштва. Не снимај денеска, уопште, танко е, нема риба. Ние имаме една огромна категорија, јас случајно живеам спроти еден спортски магазин на луѓе кои редовно пред одење на годишен одмор купуваат комплетна риболовна опрема и веројатно после тоа ја фрлаш том другата година пак однова ја купуваат. А мислите ли дека може нешто повеќе да се стори, да се упатат луѓето во тајните на овој прекрасен спорт? Секако да може, нели, ние како организација се уште не сме сторили се што во наше можности да овој спорт го популаризираме, да му дадеме правото значење за рекреација на работните луѓе и останалите. Меѓутоа тие напори ги чиниме и како резултат на тоа ние имаме знатен еден подухват во оваа етапа на наша организираност. Така да сега правиме напори да му дадеме повеќе значи на младината, на пионерите, на младинците во школската возраст, да он од раната младост почувствал што значи тај спорт за него. Какав краб? Краб ги Полека, тргај го, едно го, се пати. Ето го, Ево ga mi. 10.000, 13.000. Вие сте руски, не? Руски пиете. Руски спуци. Руски са верни. Хајде. 8.000. Фрливме со бели црви не јаде. Со црни не јаде. Со лепше не јаде. Ченка неке. Марта дела сега да пробам. Мамци имамо доволно, али несреќа е у тоа што тие мамци можеме да ги добиеме само во петок, а спортисти има многу и би сакали да тоа друштво организира да можеме у секој време, у секој ден да најдеме мамци на едно адекватно одредено место каде може спортисти да доаѓаат и се снабдеат со мамци.
Инако вака имамо големи штети. Правиме ѓубре по куќа и чувамо и по 10 на денат и така рад. Не организирано. Не организирано. Не организирано, сигурно. Ајде. Не бе, чекај, дозволи. Та па една, убава ти е. Еве, сад. Дуел Петровски. Денеска во Европа, особено во Европа, се извонредно тешки веќе условите за спортските риболовци. Езерата и реките се загадени. Има извонредно голем број ограничувања, мал број риболовни денови, високи такси и така натаму и така натаму. Какви се условите во нашата република за спортски риболов? Прашањето е и умесно и сосема точно поставено. Во вид на анегдота луѓето зборуваат дека на сена кој ќе улови француз риба во Париз, тоа е некако како некоја случка извонредно ретка, како раритет. За среќа, се уште во нашиве води, на нашиве езера, реки, акумулации, состојбата ниту оддалеку не е таква. Се уште нашиве води имаат доста рибен фонд, но имаме и такви води кои со оглед на се поголемиот степен на деградација на водите, со се поголемата индустриализација, почнуваат камбаните да не упозоруваат дека и кај нас се ближи часот кога и нашиве води ќе дојдат до една критична точка кога рибниот фонд сосема ќе исчезне. Реките се затруени и од овие нашиве фабрики, не Вардар, ние многу затруена река. Од Охис па према Велес кога одиме доле, ако уловиме некоја риба, ќе видиме дека таа кога се испржиме не се јаде, уфрламе и повеќе не одиме таму на риболов. Многу е важно нашево општество, нашите стопански раководители на предпријатија што вршат загадување, да е осознаат важноста на заштитата на водите од загадување. Само нашите реки се многу бедни со риба. Многу рибокраци, што никако не може да се зауздат. Ако појдете на Чинје, усред ден, од 12 до 2, секој пат ги најдете со мрежи кај што ловат. Појдете на Треска, иста ситуација, мрежи, динамити, и од нив не може човек апсолутно да појде да се занимава со спорт. Ево, уништувањето на рибниот фонд се служиме и со други средства, и хемиски, и поинакви физички, да ја уништуваме рибата. Тоа е ловократството. Тоа е труење на риба со разни средства, употреба на динамит, употреба на мрежи, така натаму и така натаму. Каква е за вас ранг листата на штетноста на сите тие начини и што по ваше мислење треба да се преземе во борбата против, односно во борбата за заштита на тој наш рибен фонд? Тоа би било пред се употребата на мрежи. Како што е познато, кај нас сите водотоци, реките кај нас, веќе долг низ години се прогласени исклучиво за спортски и во нив е забранет секаков професионален риболов, стопански риболов, заправо дозволен е само спортски риболов со спортски прибор. Тоа би било, по моје мислење, сега за сега, особено на во оние подрачја каде не е добро застапена рибочуварска служба. Како реонски шумари на овија делогров во националниот парк, си имаме ние тешкоти и големи. Така што имаме луѓе учленети уствари на песани риби во Радика, па и на езеро, да така луѓето па се бават уз тоа како членови на риболовот, се бават и со други примитиви средства што фрлаат во Радиката, на езеро, како мрежи, како динамит и други работи. Што по закон не е дозволено, да така и ние си имаме такви тешкоти што и ноќи до 12 до 1 сато да трчаме со коли, па да дежураме, да и чуваме, да и вардиме и пукање, па и со пушки на риби. Има такви хис други случаеви. Еве, како пример, оваа риба. Еве, самите гледате, оваа риба е гаѓана, ме разбираш, што не е дозволено со такви средства да се лови на тој начин таа риба. При нашето рибарење наидуваме на ловокраци, рибокраци, со мрежи, со динамити, со отрови.
Има случај, рецимо, да Кадина, која пред 10 години беше една од најубавите салмонидни води не само во подрачјето на Скопје, ами после Радика во Републиката, таа беше една од најубавите салмонидни води. Меѓутоа, те линдан, те витриол, те ово, те оно. Рибокраци има колку сакате, тоа беше и денеска денот, имаше сигурно 5 кила една риба со подводен неспорски риболов, мислам со спушка. По употребата на овие недозволени уствари средства, за самиот рибен фонд најголема опасност е таа што оној што го употребува, он всушност ќе улови 2, 3 или 5 комада крупни риби, а маса мали ситен подмладок ќе ги уништи, ние воопшто нема да ги видиме нив. И после со години ние треба да чекаме да се обнови популацијата на таа риба. А најмногу ние спортските риболовци имаме незгоди од рибарите, односно ловокраците. Многу од тие средства кои што се употребуваат, кога рибата ќе се консумира, кога ќе се јаде, таа представува опасност за самиот консуматор, за самиот оној што ја користи, што ја јаде. Јер таа на одреден начин или е зависи веќе од средството со кое се таа ловила, може да биде дури отровно, ако дојде во поголема количина. Меѓутоа, навистина сметам дека би требало да се стави еднаш крај на тоа. До пред известно време, во еден регион како што е нашава република, беа многу разграничени ревирите на управување на одделни друштва, така што еден риболовец кој што спортскиот риболов го сваќа во поширока смисла, да се движи, да прошета, да види, беше секогаш ограничен или да ако сакаше тоа да го прави, или требаше да биде член на сите тие риболовни друштва и секаде да плати годишна такса, или да плаќа секаде каде што ќе оди дневна такса. Сега е тоа регулирано на поинаков начин, колку ми е мене познато. Како? Сојузот као такав пристапи кон изработување на самоуправна спогодба заедно со друштвата, да таа спогодба офаќаше сето подрачје во нашата република, така да со извадување на една таква дозвола согласно со спогодбата се отклонија сите тие недостатоци кои до тогаш ги имавме и навистина тоа беше една од причините да се омасови спортот. Со наплата на соодветни наклади, дури и неразбирање имаше некаде и превисоки такси и така натака, зашто не се достапни за спортскиот риболовец, работник спортски риболовец. Со спогодбата тие прашања се отклонија и првите резултати во оваа година ги имаме. На риболов еднаш недела или сабота или недела, зависно кога сум слободен од работа. Идам скоро на сите езера во Македонија. Се случува често да ловачуварот доаѓа да ми наплатува по 2000, зависно каде, некаде и 3, некаде 1000. И без разлика дали ќе фатам или нема да фатам риба. Некојаш се исплатува, некојаш не се исплатува. Зависи, рибарска среќа. Кога како ќе јаде рибата. Суштината е во тоа да со таа дозвола тој може на сите води да оди да врши улов, со тоа што е обврзан да едно од блокчињата, значи регулирани уловот со спогодбата, колку во годината може да направи. Самата дозвола она носи свој 60 блокче покрај дозволата има 60 блокчиња, тоа ствари представуваат 60 риболовни денови во годината. И тој сега ако оди речево во Охрид, Струга или Бело на кој ревир, он е должен да предаде само блокчето и е мирен. Се прават ли некакви напори и сите оние луѓе по работните колективи кои немаат такви можности, а се љубители на спортскиот риболов, да им станат нашите риболовни води достапни, внатре во работните колективи? Да, земете го ФЦУ. Точно тоа што говорите. ФЦУ. Скопје, тоа е огранка на спортско риболовно друштво Вардар.
секоја сабота нивниот автобус комплетно со работници од производство, работници со спортски риболовци, оди на различни места. Еднаш отиде на Тиквешко езеро и патем остава риболовци и тие и навраќајќи се навеќе ги собира пак како овако ете како градски саобраќај на една толку долга релација. Другар Гого, на крајот уште едно вакво прашање. Има една анекдота која вели дека рибите најмногу растат во понеделник, бидејќи сите се фалиме, волкава беше, онолкава беше. Дали постои во рамките на Сојузот на спортските риболовни друштва и некој систем на надпревари, каде што меродавно на кантар и со броење се утврдува точно количината на уловената риба? Оние што се мерат во понеделникот точно само за оние што не се извадени, тие се големи. Тие што останале во испуштените, тие се многу големи, сегашни најголеми. Но за мерење се разбира оваа вештина, како спортска, како и другите спортски вештини имат и свој систем на надпревари. Има друштвен надпревар, во рамките на друштвото, па во рамките на републиката, републички надпревар и во рамките на Југославија, југословенски шампионат и дури може да кажем има и европски шампионат. Ево оваа година ќе се држи во Последниот југословенски беше овде во Дојран. Последниот беше во Дојран и можеме да се похвалиме да ние имаме врвни спортски риболовци. Првакот на Југославија во поединачна конкуренција во лов риба со пливка е од спортско риболовно друштво Бабона од Велес Драган Тодоров. Петиот класиран е од Стип. Така да екипа, југословенската екипа на светското првенство од 6 мина спортски надпреварувачи, 20 се од Македонија. Какви категории на надпреварувања има во спортскиот риболов? Па главно има две. Едни се со надпревар во фрлање на тегови, така наречени фрлачки дисциплини и лов риба. Во тие две гранки, да ги наречам, има надпреварувања за пионери, за младинци, за сеньори, екипни, жени и така натаму. Во наша република можам да кажем и жени. Има и девојки, има младинки. Јас ви благодарам, другари, на исцрпните разговори. Мислам дека во овие 30 минути ги прикажавме барем основните проблеми со кои е соочен во прв ред Сојузот на спортските риболовни друштва, а потоа и сите други, и Заводот за рибарство и секој наш граѓанин кои се најнепосредно заинтересирани и за спортот, и за рекреацијата, и за зачувувањето на човековата средина. Иде да приѓече, а? Зашо ева? Кажи, зашо е? А? За риби? Едва и сум чекала да иде по риби, зашто беше белјаджија дома. Што белјаджија мори? Не беше за дома, знаеш? И едва сум чекала да отиде на риби, да го нема 2-3 дена. Дали што су направил, кажи? Никаква белја, риба, тоа е еден спорт. Ќе си батам рибче, ќе си дам дома, кој ќе имам риба, ќе си дам рабам мевце кременадли, ќе си спржам вин, ќе се напијам, ќе дадам дома и риба ќе донесам. Зашо тоа не е белја? Budim se, jutro je